Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе зборуваме како можете да ја продолжите вашата виза во Германија. Знам дека за луѓето што идат нови во Германија, овој процес изгледа многу комплициран, но верувајте ми дека се е многу лесно доколку имате некој да ви објасни како сето тоа треба. Јас тука си имам забележано, за случај нешто да не заборавам. Значи, во времето кога јас дојдов во Германија, мојата виза траеше само 3 месеци и после тоа добив виза 6 месеци, па 1 година, па 2 години и после тоа добив неограничен договор. Во денешно време визите што ви ги дава виза Matrix, колку што сум јас информирана, траат 1 година. Тоа значи дека вие во 1 година може би и малце научите германски, може би и малце повеќе се снајдите. Важно нешто е да знаете дека продолжувањето на виза се врши пред да ви заврши визата. Значи, отприлика 1 месец пред да ви заврши визата, вие треба да пополните антрак или барање за продолжување на вашата виза. Во општината, каде што имате канцеларија за Ausländerbehörde, таму ви даваат антрак кој што треба да се пополни. Тој антрак се состои од 4 листови, барем во нашата општина. Се надевам дека не е многу различно и во другите градови. Тоа треба да се пополни. Во него, доколку сте не женети или не мажени, антракот е многу едноставен. Ви бара име, презиме, адреса, број, кога сте дошле Германија, до кога ви трае визата, каде работите, адреса на работно место, кое здравствено осигурување го имате, дали примате социјална помош, такви работи, што е многу едноставно. Исто ви бара име и презиме на мајка и татко, боја на очи, висина, они работи што ги има на визата. Доколку сте женети, исто треба да, или мажени, треба за вашиот сопруг, сопруга да напишете име, презиме, доколку имате деца да наведете дека имате деца, доколку вашите деца зависат од вас, се тука исто и таму имате многу работи да пополните, но не е ништо страшно. Не е ништо страшно затоа што на тоа барање има многу јазици. Мислам дека јас имам една копија, само момент. Да, еве тука го најдов. Значи, вака изгледа документот за кој што зборувам. Значи, имате преведено на повеќе јазици. Германски, француски, англиски, дури има и српски, турски. Под секое нешто што ви се бара. Значи, тоа е прво нешто што треба да пополните. Единствено, последната страна не треба да ја пополните вие. Значи, ова е последната страна. Пишувате датум и подпис. Ова не го пополнувате вие. Ова се работи што ги пополнува канцеларијата за Ausländeri. Обично кога ви го дава овој формулар, ви се окружува се што треба да носите. Сега овој формулар, затоа што јас лично го печатав, па нема напишано што. Пример, ако сте студент, има други работи што треба да се донесат, како пример бешајнигунг од школа, но јас зборувам тука за работници кои работат со работна виза или спојување на семејство, тоа е нешто слично, само пример, доколку жената е дојдена со спојување на семејство, таа носи потврди од работа од мажот доколку жената не работи. Доколку жената работи, тогаш ги носите и двајцата. Друго нешто што ви е потребно е ова Arbeit und Verdienstbescheinigung. Овој документ ви го дава исто општината кога ви го дава овој прв документ. Ова ви го пополнува работодавецот, со тоа вие немате ништо, само треба да му го дадете и да кажете дека тоа е за вашата виза и да ви го пополни. Тука тој пополнува колку вие заработувате. Ова е Wohnraumbescheinigung. Ова ви го пополнува
човекот што ви го издава станот, значи таму каде што живеете, колку луѓе сте, колку плаќате, дали е тоа ладна или топла керија, така ви работи. И со ова вие немате ништо, само треба да го имате пополнето. Потребни ви се 3 платни листи последните месеци, значи последни 3 платни листи. Ви треба биометриска фотографија. Некогаш често бараат нови фотографии. Порано кога јас дојдов си носев сликчина од Македонија и затоа што не можев да се снајдам тука каде да се сликам, но имате во ДМ, скоро во сите ДМ има за сликање, значи на вработената и кажуваат дека треба биометриска фотографија и ве слика. Како што кажав, доколку сте во брак, ви треба и венчаница. Ви треба потврда за курс. Сите што идат со виза знаат дека кога тогаш треба да положат B1 за да може да добијат стална виза. Во некои општини тоа е многу строго, во некои не. Пример, кај нас ти бараат дека одиш на школа, но и да не имаш, значи ти пополнуваат друг формулар за да почнеш да одиш. Кој што имам слушано, во некои општини имало дури и казни. Сега јас не знам тоа колку е вистина, вие може во коментар да ми пишите, но знам дека јас тоа го направив и за курс плаќав пола цена, како пример 350 евра месечно. Откако го положив курсот, затоа што го положив во рок од 2 години, ми ги вратија 75% од платените пари. Така да, мој совет, доколку дојдете во Германија, најдобро вие одма почнете со курс за да положите брзо. Исто така му треба и копија од пасош, значи во сите документи што ги збирате за продолжување на виза, добро да ставите една копија од пасош за секој случај. Сега порано беше со термин да одиш и да ги предадеш документите. Сега тука кај нас ги пуштаме во поштенското сандаче. Значи сите овие документи ги пуштам во поштенското сандаче и се чека. Сега тука има еден проблем. Кај нас тука во нашиот град многу долго се чека, ненормално долго, некогаш дури по 2 години. Но немојте да се грижите, затоа што кога ќе заврши вашата виза, вие пред да заврши вашата виза треба да се јавите за да добиете Bescheinigung или доколку ви треба за патување, треба да добиете фикцион Bescheinigung. Тоа се плаќа некаде околу 13 до 15 евра, но тоа ви важи исто како и нормална виза, така да нема никаков проблем. Важно е пред завршувањето на визата да му однесете фикцион Bescheinigung или Bescheinigung на вашиот работодавец. За виза се плаќа околу 100 до 150 евра, сега поново не знам како е, но на секое продолжување вие мора да платите за визата. Најдобро, пред да подавате за виза, да се јавите во канцеларијата за Ауслендер и да се распрашате. Овие се документите што треба, но заради тоа што во секоја општина има по некои измени, најдобро е да прашате и да бидете сигурни во тоа што го правите. Тоа е тоа, обично. Не е ништо комплицирано. Тие ќе ви направат термин за да одите таму во канцеларија за да ви земат отпечатоци од прсти и за плаќање и ќе ви кажат прилика колку време се чека. Значи ова не е ништо страшно, верувајте, ова може секој да го пополни. Доколку имате некои прашања, некои потешкоти со вакви документи, слободно можете да ме пишете, да ме пуштите мејл, да ме пишете во коментар било каде и ќе се потрудам да ви помогнам. Ви благодарам што гледавте. Доколку ви се допадна, доколку ви помогнав на некој начин, ставете лайк, subscribe, пишете во коментар доколку имате некои идеи што да снимам, а не ја се гледам во моето следно видео. Чао!